Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Еден загинат и четворица повредени работници во ископ за нова зграда во Киселавода. Инвеститорот тврди дека ги почитувал законите. За изведувачот денеска не е ден за медиуми. Шверцале ботокс и вршеле хируршки интервенции во земјава. 14 приведени, меѓу нив лекари од јавното здравство и собственици на приватни дерматолошки ординации. Цилјановск бара двојните државјанства да бидат услов и за министрите и за председателот, за да се обвинува за лажен патриотизам. Филипче со остра порака кон градоначалникот Митоски. Како може еден градоначалник, кој што не може 10 крави да исконтролира, утре ги контролира таков рудник? Пекарите идната недела ќе одлучуваат за цената на лебот. До четврток важи и попустот за горивата. Ќе имали нови мерки. Трамп нема да брза, сакал да постигне најдобар договор за нуклеарната програма пред да ја заврши војната со Иран. А од тема на денот вечерва за случувањата во Вреди, последните законски измени и најавената реконструкција на владата разговарам со Изет Меджити. Останете со нас. Еден градежен работник загина, а четворица други се повредени откако биле затрупани во ископ за нова зграда во Киселавод. Инвеститорот, поранешниот градоначалник на аеродром Ивица Коневски, тврди дека ги почитувал законите. За изведувачот пат денеска не е ден за медиуми. На терен беше колегата Даниел Василев. Еден загинат и четворица повредени е билансот од несреќата на градилиштето во Киселавода. Инцидентот се случил рано изутрина во 8 часот и 15 минути, откако најверојатно поради подземни води, земјиштето се излизгало врз работниците кои ја копале јамата за поставување на темелите на шескатницата. Сепак, причините за несреќата ќе ги утврдат истражните органи, а јавното обвинителство веќе изврши увид на местото на несреќата. Сведоци велат, се случило многу брзо. Имаше вработени што работеа и наеднаш ги снема. Само видов глава од едниот што силно викаше помош. Јас во моментот се стресов, се исплашив, се симнав доле, почнав да викам и почнаа луѓето да се собираат. Први на помош пристигнале нивните колеги, но и соседите. Во истиот момент тие од надвор што беа околу од вработените, одма зема лопати, одма помош фрлија блузите по кратки ракави и откопуваа со лопати, пошто со механизам не можеше. Дори велате со раце се влечела? Со раце, по кратки ракави, со раце влечеа земја да помогнат да спасат. После истрча и други, нели, од околу, пошто сите више почнаа и од зградава да реагираат. Првично на ургентен биле однесени тројца работници, но во попладневните часови однесен е уште еден. Тројца од работниците поминале со лесни повреди, а само еден со потешки. 57-годишниот е донесен со скршеници на долни екстремитети и е примен на карил за домониторирање и подготовка за оперативен третман. Дозволата за градба е издадена пред само месец и половина. Инвеститор е компанијата Нар Инвестмент, чиј собственик е поранешниот градоначалник на општина Аеродром Ивица Коневски, а изведувач е компанија Јакимовски. Коневски жали за несреќата, но вели сите законски процедури се испочитувани. Земјиштето, според него, било во собственост на неговото семејство повеќе од 50 години. Собственикот на компанијата Јакимовски пак, откако му се представивме, само ни спушти слушалка. Несреќата доби и политичка димензија. Советничката група на ССМ свика итна пресконференција на која советниците кажаа дека за оваа несреќа мора да има одговорност. Денес поднесовме барање за итно свикување на вонредна седница на Советот на општина Киселавода. На таа седница бараме да се донесат конкретни одлуки. Формирање на независна стручна комисија која ќе изврши целосна проверка на сите издадени одобренија за градба на територијата на општината. Итно воведување мораториум на сите градежни активности, се додека не се утврди дека истите се безбедни и во согласност со законите. Градоначалничката пак побара смиреност и да не се политизира целиот случај. Вели, се било по закон. Се што е во рамки на наша одговорност како општина е превземено.
за да се издаде градежната дозвола, се како процедура по закон направено. Дали во меѓувреме градежни инспектори биле да проверат да видат како оди целата работа на терен? Да, градежните инспектори и денес исто така беа заедно со службите и со сето она како системски треба да биде. Градежништвото заедно со земјоделието, според извештаите на невладините кои ја следат безбедноста на работните места, се дејностите каде секоја година без исклучок има најголем број смртни случаи при извршување на работни задачи. Даниел Василев, Сител телевизија. Ако се почитувал законот, немаше да има загинат работник, реагира од Синдикатот за градежништво. Според експертите во секторот, законите се јасни и предвидуваат услови под кои треба и мора да се работи, за да нема трагични настани. Колку вреди животот на еден градежен работник? Ова прашање денеска го поставува Синдикатот за градежништво, откако уште едно семејство е завиено во црно по трагичниот настан во Киселавода. Жестоки критики упатија до работодавачите и надлежните институции, обвинувајќи дека во македонскиот модерен и суров капитализам профитот се става пред човечкиот живот. Законот велат се гледа како трошок, а не како заштита. Синдикатот бара темелна истрага за случајот. Утрово немаше да имаме загинат работник доколку се почитуваше законот и доколку тие што треба да го контролираат спроведувањето на законите треба да се на терен пред да се случи несреќа, а не отпосле. Со просек од 20 несреќи со фатален крај и преку 200 повредени при работа годишно, Македонија за жал, особено во секторот градежништво, е убиец број 1 во Европа. Законот јасно укажува на кој начин и под кои услови се преземаат градежни активности од работниците, особено кога станува збор за ископ на земјиште како во случајот. Експертите велат планот за постапување е одговорност на оние кои инвестираат, изведуваат или вршат надзор, но најчесто до овие несреќи доаѓа бидејќи такви насоки не им се даваат на работниците. Секој ископ што е над 1 метар мора да биде обезбеден. Дали тоа ќе биде со разупирање, значи потпори, или пак ќе биде со соодветна косина, во зависи од просторот на самото градилиште, е избор и на оној кој го изработува планот, меѓутоа и оној што го нарачува планот за безбедност при работа. Во тој план треба се пропишат сите оние мерки кои треба да ги има на градилиштето, почнувајќи од ископ до негово покривање и занатските работи, се до завршување на објектот. Причините се слични во сите ситуации, бидејќи имате искуство? Во тие ситуации што до сега, значи беа, да, причините беа непреземање на мерки за безбедност при работа. Ова не е прв случај работник да биде потрупан од земјиште при градба. Насловите од Црната хроника во изминатиот период покажуваат дека на сличен начин дошло до трагедија откако при ископ се случува слечиште кое потоа со голема брзина по десетици кубици земја се спуштаат надолу. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. 14 лица се уапсени за шверци и користење на фалсификуван ботокс. Помеѓу приведените има вработени во јавни здравствени установи, но и собственици на приватни ординации. Деталите ги има Сања Димитровска. Од шверц до естетски интервенции. Под истрага мрежа што го загрозувала здравието на граѓаните. И епилог од 14 приведени во акцијата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и МВР. Освен уапсените, има кривични пријави за уште 11 физички и правни лица. Меѓу нив и хирурзи и дерматолози од клиниката за кожни болести и градската болница 8 септември, како и собственици на дерматолошки ординации. Станува збор за повеќе месечна темелна истрага за сузбивање на илегален увоз на медицински средства, зашто сите инволвирани иако знаеле дека не е согласно законските прописи. Сепак вршеле естетски интервенции, доведувајќи го во опасност здравието на пациентите. Во текот на 2026 година со јасна намера за стекнување противправна имотна корист, 7 осомничени формирале 2 криминални групи, кон кои подоцна се приклучили останатите, користејќи правни лица од Битола и Скопје како параван за незаконските активности. Групите организирано набавувале фалсификувани медицински лекови и медицински помагала, вклучително и ботокс, од Србија, Кореја и Турција, кои нелегално ги внесувале на територијата на државата, со цел нивно складирање, дистрибуција, продажба и апликација врз трети лица, велат од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. При претресите пронајдени и одземени се поголемо количество на медицински лекови и помагала, 39.285 евра,
2490 швајцарски франци и 26.000 денари, патничко возило марка Порше, поголема количина парфеми и декларација за истите, мобилни телефони, тревкаста материја и друго. Меѓу осомничените и царински службеник кој во 2 наврати примил подкуп за да овозможи влез на нелегална стока во државата, а истрагата опфаќа и блиски сродници на приведените, кои иако знаеле за илегалните активности, активно учествувале во нив. Јавниот обвинител, ценејќи ја тежината на кривичните дела, до судија на претходна постапка достави предлог за определување мерка притвор за 12 лица. Сања Димитровска, Сител телевизија. Да, јавното обвинителство бара притвор за 12 од приведените. Има ли некаква одлука во Централниот дневник, да знаваме од колегата Зоран Јаневски? Зоран, до каде е распитот на приведените? Иван, во моментов се уште трае распитот на приведените во акцијата за која што слушнавме во претходниот прилог. Овде во Скопскиот кривичен суд распитот е почнат некаде околу 13 часот. Приведени и донесени се овде во Скопскиот кривичен суд вкупно 19 лица. Како што предлага јавното обвинителство, притвора се бара за 12 мина од нив, според информации на Сител во текот на денот. За дел од лицата кои што се осомничени за овој случај се барале и мерки на предпазливост. За нив веќе судот одредил мерки на предпазливост, односно одземени им се патните исправи и имаат обврска да се јавуваат во Скопскиот кривичен суд. За останатите 12 мина, пак како што предлага јавното обвинителство, се бара притвор. Тие во моментов се пред судија на претходна постапка и се уште трае распитот за нив. Тие се бара да одат во истражниот затвор в Скопје во шутка, бидејќи постои опасност од нивно бегство, влијание врз сведоци, но и прикривање на докази кои што треба да служат за оваа постапка. Како што кажав и на почетокот, распитот на осомничените лица трае повеќе од 6 часа, па повеќе детали, односно дали за сите 12 ќе биде одреден притвор, гледаме во вестите во 21. Да, Зоран Јаневски, благодарам за овие информации. Со најновите те очекуваме во вечерните вести. Министрот за здравство Азир Алиу преку пишана изјава нагласува дека безбедноста на пациентите и квалитетот на здравствените услуги се врвен приоритет. Најголем дел од здравствените работници честно, совесно и стручно ја работат својата работа. Апелираме доследно да ги почитуваат професионалните и етичките норми. Апел до граѓаните е да користат услуги исклучиво од овластени и лиценцирани даватели на здравствена заштита. Истовремено подсетуваме на начелото за презумпција на невиност, порачува Алиу преку пишаната изјава. Основниот кривичен суд Скопје, постапувајќи по предлог на надлежното обвинителство, донесе решение со кое на поранешниот председател на Фудбалската федерација на Македонија Момед Сегдини му е определена мерка притвор во трајање од 30 дена. Мерката притвор, како што информираат од основниот кривичен суд, е определена поради основано сомневање дека лицето сторило кривично дело проневера во службата. Воедно, судот оцени дека постојат околности кои укажуваат на опасност од бегство, како и можност за влијание врз сведоци и докази во текот на постапката. Сегдини, кој беше начело на ФФМ во 2 мандати од 2019 до 2025 година, беше уапсен вчера под сомнение дека прибавил противправна имотна корист, одречи си 660.000 евра за правно лице од Скопје. Силјановска бара двојните државјанства да бидат услов и за министрите и за председателот. СДСМ обвинува за лажен патриотизам. Пекарите идната недела ќе одлучуваат за цената на лебот. До четврток важи и попустот за горивата. Ќе има ли нови мерки? Лидерот на СДСМ Венко Филипче во најавите за консултациите со правни експерти видел ретерирање од првичниот став на власта за законот за државјанство на пратениците. Тој вели дека ВМРО ДПМН се предомислиле откако неговата СДСМ поднела амандмани и законски измени со кои се бара забраната да се однесува и на тековниот собраниски состав, но и на владиниот кабинет. Председателката Силјановска најави дека ќе ги потпише измените откако ќе бидат усвоени. Опозиционерот Филипче смета дека најавата на премиерот Мицкоски, дека за забраната за двојно државјанство на пратеници ќе се консултираат и правни експерти, значи ретерирање од првичниот став на власта. Вчера премиерот Христијан Мицкоски ретерираше од најавениот закон од неговите пратеници на ВМРО ДПМН за тоа да пратениците немаат двојни државјанства.
Како ние може да веруваме дека министри во владата кои што имаат двојни државјанства не работат за интересите на туги земји? Како може да сме сигурни? Тоа е причината зашто ние го правиме сето тоа. Зашто предлагаат еден закон, па ретарираат кога ние кажуваме дека и предлагаме не од следниот состав, од сега да важи. Затоа што сите, огромен дел имаат бугарски пасоши, затоа. Затоа што не се заинтересирани за прогресот на земјата, ете затоа. Затоа што утре може комодно пола од нив да се кандидира на избори на Бугарија. Филипче не отстапува ни од ултиматумот дека по измените на законот за влада со кој се укинува техничката влада за вторите поред избори, СДСМ ќе напушти работната група за изборниот законник. Да, апсолутно. Значи и аргументираме зошто таа пржинска влада треба да остане. Еве ќе повторам. Притисок врз правосудството, закон за полиција со кој што ќе се партизира целосно полицијата, Safe City, кој што имаме сериозни сомнежи врз основа на историјата, систем дека ќе се злоупотреби и национален сервис. За власта зборовите на лидерот на СДСМ се на политичар во паника. Филипче конечно си ја кажа маката. Суди и обвинители ќе испорачуваат правда, а пречката за ЕУ не е Бугарија, туку Мицкоски. Ваквите тези може да ги каже само исплашен бугарски привезок, чија храброст, морал и пари се во фиоките на бугарското разузнавање. Гордите носители на златните визи од Дубај, последни се што имаат право да зборуваат за било што поврзано со државни интереси. Ова што денес го прави СДСМ не е политика. Ова е паника, велат од ВМРО ДПМН. За претседателката Силјановска пак нема правни пречки да се забрани двојно државјанство за сите функционери. Треба да се однесува и на претседателот на државата и на министрите. Со ваквите решенија не се навлегува во можноста за двојно државјанство, туку за тоа дека за определени функции не може да имате двојно државјанство. Значи, доколку сте имале двојно државјанство предходно, во моментот на стапувањето на функцијата, тоа треба да престане. Силјановска потврди дека ќе го потпише указот на измените за законот за влада, бидејќи онака смета дека техничката влада и досега била неуставна. Сепак апелира дека е добро, како што со диалог била воведена, со диалог и да биде укината. Двете законски решенија, и оние за државјанствата на пратениците, но и оние за техничката влада, се во собраниска процедура и се очекува наскоро да бидат донесени. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Претседателката Гордана Силјановска-Давкова разговарала со победникот на изборите во Бугарија Румен Радев и му кажала дека очекува разбирање за процесот на проширување. Додека Мицкоски објавува дека продолжува бугарската блокада и за други прашања, опозицијата тврди дека власта е таа која води антиевропски политики и го блокира процесот. Претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова очекува пријателски и конструктивен однос со Бугарија по победата на Румен Радев. Разговарала телефонски и му порачала дека очекува разбирање за потребата од проширување, а формирањето на стабилна влада во Софија е клучно и за воспоставување диалог меѓу двете страни. Мнозинството и стабилноста се и за нас важни, затоа што ќе имаме со кого да разговараме. Потенцирав дека за мене регионалниот пристап е важен, дека очекувам пријателски однос, конструктивен однос, разбирање на потребата од проширување. Македонската влада е подготвена за диалог со Софија за да се најде одржливо решение кое на длог рок ќе значи интеграција на Македонија во Европската унија, смета премиерот Мицкоски. Во тема на ден на Сител информираше дека Бугарија уште два пати ја блокирала Македонија, еднаш со изготвениот акцијски план за малцинствата, а потоа и со апликацијата за асоцијативно членство во иницијативата Трите мориња. Ние со нашите партнери работевме на изработка на акцијскиот план за малцинство. Заедно со нашите партнери, по нивна препорака. Како тие рекоа во Брисел, ние така работевме со експерт од Страсбур за човекови права. Буквално целиот процес, чекор по чекор го работевме како бевме советувани. Една земја членка го блокира. Тоа е повторно нашиот источен сосед. Но не е само тоа. На покана на нашите стратешки сојузници Соединените американски држави, понесовме апликација за асоцијативно членство во иницијативата Трите мориња. И таму сме повторно страна на Бугарија блокирани.
Опозицијата пак обвини дека владата води антиевропски политики, шири навреди кон земји членки на Европската Унија и преку лажна кампања представува дека Македонија прави напредок. Како премиерот ги менува причините зашто тоа не го прави. Да ве потсетам, порано беа правата на македонците во Бугарија. Па ќе се имплементираа некои пресуди на Судот за човекови права во Страсбург. Сега тоа веќе не се спомнува. Па ќе беше одложено дејство на уставните измени. Тоа повеќе не го спомнува. Се нешто ново наоѓа како изговор. Не, тоа е причината за блокадата. Ние имаме работа со Европската Унија, не имаме работа со Бугарија. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Во тема на денот вечерва, како што најавив, разговарам со еден од лидерите од коалицијата Вреди, Изет Меджити. Господин Меджити, добро вечер, добре дојдовте во дневникот на Сител. Добро вечер, добро вечер. Што се случува со Вреди? Повторно велам, еден од лидерите на коалицијата Вреди. Сите очекуваат да видат како ќе заврши тој процес, до каде е процесот? На добар пат и веќе утврдено, значи на 9 мај да има конгрес, прв конгрес на Влен, конгрес на обединување, конгрес каде се претвара во една политичка партија. Значи, треба да се констатира дека Влен направи да се демонополизира албанската сцена, значи политичка сцена во Македонија, да се воведе конкуренција, да се укине тој монопол на 20 години и доека тие работеат, значи, по максимата раздели и владеј, ние, значи, работиме и воведовме конкуренција, која што можеби е лошо за партијата, но добро за народ, за гласачите. Веќе постојано, значи, че има јака позиција и опозиција, што на крај, значи, резултира со резултати и учинок, значи, за гласачите и народот. Има ли некоја символика во 9 мај, во датумот? Да, значи, ги потенцираме, значи, токму тие вредности, Ден на Европска Унија, европски вредности, кои што се во топ приоритетите, значи, на Влен. Договорено ли е како ќе оди распределбата на позиции во новата партија Вреди? Да, значи тука воведуваме нови демократски процедури на владење, значи кои што се новост за ова поднебје, политичко поднебје, како што е, значи, копредседателство, кое што го има во Европска Унија, го има во Германија повеќе истакнато, но и во други европски држави, го има и во Косово, сега ќе веќе го има и во и кај нас. Значи ја и го Билал, значи Касами ќе бидеме копредседатели, генерален секретар Беким Сали и подпредседатели Беким Чоку и Мимоза Муса. Така да работната група интензивно работи на платформата, идеолошки, и тоа е, значи, новост, што немаме да бидеме тематски и значи од време на време да се прилагодиме зависно со кој владееме, туку Влен ќе биде центар десно ориентиран. Ќе има ли повторно некаков процент во распределбата на позиции во извршната власт или веќе нема такво правило со оглед на тоа дека сте една партија? Не, една партија, значи со тесно претставителство, веќе е предвидено, значи, и поширокото претставителство, каде што ќе бидат министрите, граначалниците и пратениците и заменик министрите, собрание, значи генералното собрание, каде што ќе има од сите, значи сега чинители, но со тек на време, значи веќе нема да биде битно кој од каде доаѓа, веќе ги затвараме сите политички субјекти и мислам дека тоа е карактеристика. Може би генерално, а посебно во албанскиот кампус, ако имаме предвид во 90-тите, беше партијата за демократски просперитет и од тогаш, значи, цело време имаше фракционирање, расцеп, двоење во делови. Ова е прв пат, значи, Влен ги обединува под една капа, значи, и под едно, значи, сите овие опозицијски до вчера настроени и мислам дека со тоа придонесува во албанскиот кампус во иднина, имајќи го предвид и
дека ќе има промени и во законот, значи ќе има една изборна единица, ќе има праг, така да ќе биде пандан или како што е во македонскиот блок ВМРО и Социјалдемократскиот сојуз, така и во албанскиот блок, мислам дека иднина имаат влен и дуи од друга страна, туку помалите чинители ќе треба да се претопат во кај или другите. Многу се зборува за реконструкција на владиниот кабинет. Дали во овој процес на договарање на позициите во вреди разговарате воопшто и за евентуална реконструкција на кадрите од вашата партија? Да, веќе мислам тоа е начално, сме договорени дека ќе има реконструкција, но сега во фокус и приоритет до 9 мај ни е влен да биде едно и како влен, значи да преговара за идната реконструкција на владата. И мислам дека тука, без обзир кој од каде доаѓа, ќе бидат најбитни ќе бидат резултатите, остварувањата за тие што ќе останат или тие што ќе бидат заменети. Вие не сте дел од владата, градоначалник сте на Чаир, меѓутоа најавувате дека ќе бидете еден од копредседателите. Задоволни ли сте во моментот од луѓето кои што се дел од извршната власт, а се представници на вреди? Мислам дека се прават анализи, значи без емоции, без други квалификации или кој од каде доаѓа, најбитно е, значи, по резултатите од чиноците има добри и докажани кадри, нормално дека при секоја реконструкција дел, мислам, ќе се замени. Колкав дел? Имате барем тоа утврдено? Прво треба да ги утврдиме принципи, значи во кои принципи ќе се направи, ќе се реализира реконструкцијата, и тука како влен, значи, сме спремни да понудиме добри подготвени кадри кои што ќе бидат дополнителна вредност, значи, на владата. Многу информации излегува во јавноста во однос на Арбен Фетај. Имате ли ви информација каде е Арбен Фетај? Значи, во моментот имаше превирање и начело, значи, на Алијанса на албанците, сега Мимоза Муса, пратеничката. Мислам дека сега, кажав, во фокус е 9 мај и формирањето на влен, сигурно при реконструкција, значи, се замени со друг. Тој е заменик председател на владата, задолжен за добро владење. Вчера премиерот Мицковски во ова студио рече дека го информирал дека повеќе не се гледа како дел од владиниот кабинет. Вие велите дека ќе биде заменет. Имате ли име кое што би го заменил? Не, рано. Мислам, сега се прават анализи за реконструкција на владата и моментот кога ќе ги имат, мислам, ќе бидат готови, конечни, ќе биде јавноста запознаета. Негова лична одлука е да замине од владата или имаше несогласување во вреди? Не, мислам несогласување. Можеби во целиот процес сите се согласуваме со се, но тоа не значи дека треба да отстапиме и бегаме од каузата. Повеќе се, значи, преструктурирање внатре кај Алијанса на албанците, кои што и тие треба да се затворат, но во овој процес, значи, имаше таму пребирање и нови моменти. Видовме многу текстови, многу информации дека Азир Алиу повеќе нема да биде министер за здравство. Може ли да ја потврдите оваа информација и дали сепак Азир Алиу ќе остане во владиниот кабинет? Ние само начално сме договорени со премиерот, значи, како партнери дека ќе има реконструкција, тек треба да седнеме да ги утврдиме принципите, ресорите и после може да кажеме. Сега за сега се е на ниво на шпекулација. Ова под 9 мај очекувате да се случува? Паралелно, ама мислам поинтензивно по 9 мај. Добре, Мицковски беше по-конкретен синоќа во ова студио, рече дека размислува Фетај да биде именуван за некаков специјален представник на земјата во Брисел. Би имале против за такво нешто, за таква позиција за Фетај? Не, немам против, напротив, значи он има придонес, значи, во овој процес, во промената во албанскиот кампус, во формирањето на влен, посебно има голем придонес, значи, кога имаше обид да се дестабилизира владата и влен од страна на господина Таравари. Еден од лидерите и понатака, значи, беше профилиран како лидер на Алијанса на албанците, беше токму господинот Фетај со своите ставови, елоквентен, придонел, има
големи, мислам, има вредности и може да придонесе за државата, за влен, за владата. Ајде сега, кога ја отворивме темата Брисел, го слушнавме пред малку лидерот на СДСМ, кој што вели дека опозицијата е таа која што изолира државата и која што го блокира интегративниот процес. Има ли вистина во ова? Значи, до вчера тие беа позиција и немаше никаков исчекор во однос на интеграција, освен добри изјави, декларативно, но мислам памтиме дека до пред 2 години токму Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ беа власт во Македонија и мислам дека може да констатираме дека милиметар не се раздвижи процесиве. Така да мислам дека се овие во државен интерес, во топ приоритетите на сите граѓани во државата и треба сплотени заедно да чекориме кон ова наша единствена аспирација европска интеграција. Имаме а не вака, значи, префрлање и препакување. Да, имаме убедлив победник на изборите во Бугарија што најавува формирање на стабилна влада. Какви се вашите очекувања од влада која ќе ја предводи Румен Радев? Се надевам, значи, немаме друг избор. Значи, се надеваме дека ќе има позитивни сигнали од таму како соседи, да седнеме пак на маса, да ги решиме, да надминеме проблемиве, но очекувам, значи, поактивно и Европската унија да не остане проблем ова само на билатерално ниво, туку да помогне, значи, во надминување на ова пречка и заедно, значи, да чекориме и утре да бидеме заедно членки на Европска унија. Сега се согласувате ли вие со ставот на премиерот Мицковски дека ако треба ќе чекаме и десетици години за да се надмине овој проблем, или гледате ли можност за брза интеграција на земјата во Европската унија? Имаше различни ставови дека такво нешто нема да се случи, ама и гледаме од друга страна се отвара процесот за Црна Гора за приклучување на европското семејство. Да, и мислам дека ние мора да фатиме, да најдеме начин да фатиме чекор, значи заедно со Црна Гора и Албанија, бидејќи имаме дополнителен притисок, посебно што Албанија, значи, веќе не е заедно со нас, чекори малце понапред, да ова се стави во врвните приоритети, значи, на владата, по секоја цена да најдеме решение и да чекориме кон Европска унија, бидејќи тоа е единствена перспектива за граѓаните во држава. Значи, за вас не е алтернатива да чекаме десетици години? Не, јас сум оптимист дека ќе фатиме чекори заедно со Албанија, Црна Гора, ќе се приклучиме и ќе бидеме членки на Европска унија. Меѓутоа, морам да ме прашам за актуелниве законски измени кои што се наоѓаат во собраниска процедура. Беше пред некој ден овде пратеникот од ВМРО ДПМН Бојан Стојановски, го прашав дали се консултирале со коалиционите партнери за законот за пратеници, во кој што се воведува услов за избор на пратеник да биде личност која што има само македонско државјанство. Тој вели дека се консултирали и имаат подршка. Имаат ли подршка од вреди за вакво нешто? Како и за секое прашање, мислам, ги тераме, мислам, заедно, координирано, се вршат консултации во пратенички, меѓу пратеничките групи и информирани сме со ова. Експертскиот тим, значи, на правници во Влен, значи, работат на ова прашање да биде решено како што треба, бидејќи да не се судриме, да биде и законско и да не се судри со уставот утреден да се оспори. Ја слушнавме денеска председателката, таа вели како професор по уставно право поранешен, вели дека не би било спорно затоа што ќе се интервенира во конкретни законски решенија, но и таа вели дека е потребно ваквата одредба да важи и за останатите функционери, и за членовите на влада, и за председател на државата. Се согласуваат? Чекаме, значи, мислење од експертиве, значи, гледаат, значи, прво како законско решение, второ да се коси со уставот на државата и во наредните денови, значи, ќе има јасен став од Влен. Измените на законот за влада, односно укинувањето на техничката пржинска влада, веќе помина дел од процедурата во собранието, ги гледаме реакциите на опозицијата, на СДСМ. Ќе ве прашам конкретно, дали според вас без пржинска влада во државата може да има фер и демократски избори во иднина?
Значи, ќе дадам одговор и на ова прашање, како првото, значи, денови бевме фокусирани повеќе на законот за високо образование, бидејќи таму имаше цело време консултации со ректорите, со професорите и на крај, значи, се најдоа најдобрите решенија за кои што ќе помогнат за да се подигне квалитетот на високото образование, кој што врвен приоритет и општа констатација дека треба да ги помогнеме да има повисок квалитет во образованието, бидејќи од тоа зависи какви дипломи утре и знаења ќе имат студентиве и мислам дека тоа уште еднаш потврди дека коалицијата функционира и работи, значи, на законски решенија, долгорочни решенија, што се однесува до причинската влада. Значи, во однос на ставот на ДУИ-тие треба да се изјаснат кој е нивниот став. 2023 кога бе дел од владата и бара да се укине прежинската влада, или сега кога се без идеја и не знаат што да понудат, испаѓаат спротивен став дека кој тоа, значи, некоја вредност од меѓународниот фактор, треба да се има предвид дека тоа произлезе во една политичка криза токму во времето кога тие владеа со диктаторот Груевски, имаше, значи, прислушкување, имаше голем обем на корупција, значи, имаше нестабилност, политичка нестабилност и под интервенција на меѓународниот фактор за да се нормализираат тековите, да се вратат демократските процеси во нормала, значи се најде модел од прежинската влада за да има некоја контрола од опозицијата во текот на изборите. Ние имавме парламентарни избори, имавме и локални избори, кои што и меѓународниот фактор беа оценети како најдобри, најрегуларни, најдемократски избори и опозицијата ова го прифати и го кажа, така да Македонија е вратена во нормала и нема потреба од експериментирање и од такви модели кои беа, значи, за ненормални услови или во услови од 2015-16. Ова е битно и за државата и за бизнисот, бидејќи кога воведуваме такви мерки како пржинска влада, тоа е порака, сигнал, значи, до надворешните и внатрешните инвеститори дека тука не е стабилно и треба да пазат на инвестиции. Треба, мислам, подржавнички да се размислува. Македонија нема потреба дека демократијата не се развива нагоре, туку во надолна линија, изразуваат сомнеж за влијание во медиумите, дека се врши некакво следење преку новиот систем безбеден град. Не, мислам, може ли сето ова да биде причина и оправдување за постојање на техничка? Елаборирав кои се аргументиве и тоа беше во времето кога Македонија беше нестабилна, политички забега, мислам, не функционираше правната држава. Сега, значи, имаше и премин, значи, од една на друга влада, владата функционира, процесите течат, имаше два изборни циклуси, најрегуларни, и мислам и опозицијата немаше ништо тука да каже, туку ги прифати како регуларни избори, и така да, мислам, не гледам никаква потреба од пржинска влада. Меджити, благодарам многу за гостување. Благодарам и на вас. Остра порака од лидерот на СДСМ Венко Филипче кон градоначалникот на Крива Паланка. Како ќе контролира рудник, градоначалник кој не може да се справи со 10 крави, вели Филипче, тврдејќи дека реакцијата била од граѓаните. Митовски пак одби да ги коментира пораките на партискиот лидер. Како ќе контролира рудник градоначалник кој не може да се справи со 10 крави? Лидерот на СДСМ со остра порака кон градоначалникот од своите редови Сашко Митовски. Филипче вели дека вакво прашање поставувале граѓаните на Крива Паланка и токму затоа останува на ставот дека за отворање на рудник за антимон градоначалникот мора да ги праша своите сограѓани. Како ние ќе бидеме сигурни дека тој систем таму ќе биде систем кој што ќе ги почитува сите еколошки стандарди? Како граѓаните ја кажуваат загриженоста, не сме го измислиле ние тоа. При тоа граѓаните викаат како може еден градоначалник кој што не може 10 крави да исконтролира, утре ги контролира таков рудник. Потоа со 10 крави не може да се справи. И сега таков рудник ќе контролира во близина на Крива Паланка. Не го кажувам јас тоа, граѓаните ме прашуваат. При тоа, тој има обврска да ги праша нив.
Во телефонски разговор пак Митовски кусони одговори дека повеќе нема да коментира ставови на партискиот лидер. Не влегувам во политичка конфронтација со партијата во која припаѓам и повеќе нема да коментирам нивни ставови, вели Митовски. Тој е еден од 6 на градоначалници кои ги има СДСМ по последните избори и кој јавно порача дека не се согласува со политиките на сопствената партија, а во јавноста беа објавени информации дека се повлекува и од председател на општинската организација на СДСМ во Крива Паланка, кој лично тој не ги потврди. Тензиите помеѓу Филипче и Митовски стартуваа по најавата на премиерот Мицкоски за отворање на рудник за антимон како стратешки важен за развој на државата и дел од соработката со САД. СДСМ предупреди дека не може развојот да се мери само преку инвестиција, без јасна проценка на ризиците по здравјето, водата, земјиштето и секојдневниот живот на граѓаните. И токму затоа, тие треба да го имаат последниот збор. Градоначалникот Митовски пак порача дека не е време за референдум, но дека за отворање на ваков рудник потребни се гаранции дека нема да има компромис со здравјето и природата. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.